Наша пианистка за која што слушна и дозна светот. Пианистка која што ги полни европските концертни сали. Ана Велиновска од Скопје магистрираше на факултетот во Швајцарија. Моментално е трета година на докторски студии на Универзитетот во Белгија, а исто така и во овој момент предава на Универзитетот во Австрија. Нашата публика имаше можност да слушне и да се запознае со Ана Велиновска со нашата последна средба која што имавме токму во Скопје од пред година и половина. И еве неповторно во Добро утро секое утро со Ана Велиновска. Ќе ти посакам добро и убаво утро, добре си дојде дома. Добро утро, ви благодарам многу за поканата и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Ана, моментално, оно што е најново и најсвежо што го имам дознаено за тебе е твојата работа, која што ја имаш како редовен професор, нели, на Универзитет во Австрија. Па, какав предизвик беше за тебе тоа, на само 30 години, да предаваш на студенти кои што изучуваат музика во Австрија? Па да, чувството е прекрасно, нели? Ние за Австрија велиме дека тоа е лулката на класичната музика. Композитори како Моцарт, Хајден, Штраус, Малер, Берг, Шонберг и така натаму се сите, нели, од Австрија. Само една мала корекција, мојата позиција е универзитет асистентин, меѓутоа со таа позиција всушност и веќе сум супервизор и за магистерски проекти, што е навистина убава и интересна позиција, бидејќи нова позиција на тој универзитет, поврзана е со нивна докторска програма за Artistic Research и е позиција за интерпретација, музичка интерпретација со фокус на истражување и развој на музичките уметности. И е навистина доаѓаат студенти од најразличен профил, значи музичка интерпретација од барок до современа музика со различна позадина, различни интереси, им предавам различни модули и навистина мислам е забавно и предизвик, бидејќи нели во Австрија тоа значи најголем дел од наставата дека е на германски јазик, не на мојот мајчин македонски, меѓутоа и нели предизвикот е забавен, па да речам секојдневието ми е лудо и незаборавно. Да, верувам дека имаш и студенти од најразлични профили и од различни земји, нели? Велат, нели, музиката дека нема јазик, но еве што представува, односно каква е приказната на класичната современа музика? Па да, за класичната современа музика ние обично сакаме да кажеме немој да создадеш некаква креација, уметничка креација затоа што си осознал нешто. Создај уметничка креација за да осознаеш нешто и кога човек ќе пристапи на тој начин кон новата класична музика, веднаш поаѓа барајќи аспекти на кои сака да одговори, на најразлични прашања кои сака да одговори. Тогаш трага по различни луѓе, различни ресурси, различни материјали, различни патишта за да најде одговори на прашањата кои што нели го интересираат во уметноста и интересно некогаш одговорите кои што ги пронаоѓаме не се одговорите кои што ги сакаме. И тоа е всушност убавината, бидејќи тоа значи дека одиме напред и дека сме стигнале на некое место каде што никогаш не сме очекувале ни дека ќе стигнеме. И всушност во музичката уметност се работи за кој сме ние, со нашата радозналост, со нашите интереси, да најдеме што е можно повеќе одговори на нашите прашања и на тој начин да создадеме, да искреираме една нова и иновативна уметност која што можеме да ја споделиме со светот. И потоа значајно е нели како ќе одбереме на кој начин тоа да го споделиме со светот, бидејќи тоа може да се прави на многу убави и различни начини. Ние во уметноста велиме share it and you will never lose it. Имено сподели ја својата уметност и никогаш нема да ја изгубиш. И од тука ова е навистина една убава и благородна работа каде што пред се станува збор за за споделување различни приказни, различни пораки, различно нели значење, гледишта за целиот наш свет.
Истражувате веќе долги години од првиот момент нели кога сте со музиката, но и истражувате интензивно последниве 3 години за кога го подготвувате нели вашиот докторат. Може ли да ни откриете некоја тајна која што имате осознаено во овие последни 3 години? Па да, видите, мојата докторска работа е базирана на мојата дејност како пианистка во полето на новата класична музика. Мене ме интересираше, јас сакав да видам како со мојата работа можам да допринесам за нови перспективи и нови знаења во полето кое ме интересира и имено моите проекти најчесто се поврзани со работка и со многу дијалози и со други луѓе. Тука се пред се други изведувачи, композитори, инженери, луѓе кои што се експерти за градење инструменти и најчесто истражувачките проекти се со таков еден експериментален карактер. Огромен фокус за мене и моите истражувачки проекти е откривањето на нови звучни бои од пијаното како инструмент. Сега ова звучни бои можеби звучи малку несекојдневно, бидејќи секој уметник, секој музичар кога ќе помине соодветен тренинг, всушност стекнува одредена експертиза за да слуша музички бои. И мојот интерес лежи во откривање на нови звучни бои, без разлика дали е тоа со амплификација на пијаното и потоа користење на било какви ефекти или пак синтесајзери, дали е тоа со користење на технологија или пак можеби со користење на објекти од секојдневието кои што ги користам во внатрешноста на клавирот, значи не на клавишите, туку во внатрешноста на клавирот. И тука кога говорам за објекти од секојдневието, навистина мислам буквално на се, на лажици, на вилјушки, на пластелин, патафикс што се користи за мебелот. Потоа во подрум кога ќе заминам, оние стари тркала од гумите. Татко ми обично кога е празнична атмосфера се нервира бидејќи му недостасуваат стапчињата за ржанчињата, тие се кај мене во клавирот. Сум ги собрала. И тоа се најразлични несекојдневни начини на кои што исто така може да се свири на пијаното, бидејќи како што реков, ни откриваат нови звучни бои. И сега некој ќе се праша, нели, зашто да се свири на тој начин на пијаното. Па бидејќи на тој начин се откриваат многу нови емоции од клавирот. Веројатно сите ние сме почувствувале кога ќе се чуе било каква мелодија или музичко дело, секој нас почувствувал оној вау ефект, нешто те допира, нели што се случува како ме допре тоа. И имено позади тоа има цела една огромна истражувачка дејност и сите ние музички уметности кои што се бавиме со истражувачка дејност, работиме на еден многу мал дел од мозаикот, нели, здружено. Меѓутоа тоа е баш заради тоа да откриеме, нели, како подобро да ја разбереме музиката, како подобро со тоа да се разбереме и нас, себе си како луѓе, нашите емоции и нашиот ум. Многу убаво кажано за се она што го работиш и што го твориш и што го создаваш изминатиот период. Немаше ли доволно место во Македонија за тебе, за тоа што се одлучи целото твое школување да го продолжиш надвор од земјава? Па веројатно дека немаше. Веројатно дека немаше, што нели не значи дека јас сакам Македонија или дека не би сакала доколку за нешто треба да помогнам. Напротив, мене тука ми е семејството, пријателите, колегите, јас сум емотивно поврзана со Македонија и ми значи сега веројатно патот не ме води кон тоа да се вратам во Македонија, бидејќи имам сериозни обврски надвор од Македонија и сум посветена во голема мера на кариерата и оние шанси кои што ми се дадени надвор, меѓутоа не треба да се има сомнеш дека нели шансата не е во целост отфрлена и дека мојата емотивна поврзаност со Македонија е за навек.
Така, свирите класична современа музика и буквално ги полните европските концертни сали. Какво е искуството, какво е доживувањето за вас, како една македонка, единка која што заминала од дома, а ја слушаат многу луѓе широм светот? Па секако, мислам, убаво е, прекрасно. Јас на сите патувања, на сите концерти всушност запознавам и многу нови луѓе од различни земји, со различни карактерни особини, со различно уво, како што велиме ние музичарите. Па секој нов проект е всушност убав затоа што ми е предизвик со кој што можам и многу новини да научам. Можеби тоа е најубавото во мојата професија. Нели, да со секое одење напред, со секој нов чекор да осознавате нешто ново. И од тука работата си ја сакам за многу сериозна и сите патувања многу им се радувам. На сите концерти исто така многу им се радувам. На сите нови изведби, на сите нови дела кои што треба да ги изведам, им се радувам. Па мислам, навистина можам да кажам дека доколку нели се свртам да се погледнам рефлективно, да пробам, навистина сметам дека сум среќна, па ете и благословена со изборот, со професијата и начинот по кој што чекорам низ оваа професија, да секој невието ми е исполнето, па и непредвидливо, што го прави нели убаво. Така, каде е Македонија еве кога станува збор за класичната современа музика? Па видете, јас имено во Швајцарија учев современа музика баш затоа што го нема тоа во Македонија. И сега моите докторски студии се PhD in Artistic Research, повторно нешто што нема во Македонија. И да, делумно тоа играше улога кај мене зашто нели да учам нешто поинакво, бидејќи сметам дека образованието не станува нели збор само за човек да земе диплома и тоа е тоа, туку напротив едукативните дестинации се ајде на со мала метафора, нели како уметник, нели како уметникот кога ќе ја земе палетата со бои внимателно нели избира и го планира секој чекор, сметам дека така е и со образованието. Секој наш чекор, секое наше стекнато знаење и искуство всушност придонесува за нашиот личен портрет и кој сме ние. Не е само за дипломата, туку станува збор за нашиот личен портрет, што е нели за цел живот не осликува кој сме. Да, Ана, ги користиш неколку денови одмор нели во Македонија, да речеме, нели така наречен одмор, да се видиш со блиските и со семејството. Каде можеме следно да видиме Ана? Каде ќе се движиш, каде е мапата на концерти? Да, следна недела заминувам професионално, бидејќи моите обврски пред се со позицијата на универзитетот се длабоко поврзани со нова студиска докторска програма за Artistic Research, имено во светски рамки релефот на образованието за нели за музичка уметност и општо за образование се менува во овој период. Е многу активен. Голем број на универзитети создадоа програми, докторски програми за Artistic Research. Многу универзитети допрва создаваат. Имено таков е случајот и за Универзитетот Густав Малер, каде што јас сум работена. И тоа е секојдневни состаноци, нели, презентации, диалози, провокативни, инспиративни средби, каде што и многу учам, нели, и јас се подготвувам на соодветен начин. Така да следна недела ми предстојат многу состаноци во тој поглед, за да му служам на универзитетот каде што работам. Потоа заминувам за Португалија, во Порто, на втората недела од мај, каде што ќе свирам, ќе говорам, ќе носам и 20 студенти со мене, што многу се радувам, бидејќи знаете, педагогијата е многу благородна работа. И сметам дека е од исклучително значење, нели, моите помлади колеги, додека нели јас сум се уште млада и се сметам себе си дека сум во добра форма, да можам да ги понесам со мене на моите патувања, бидејќи нели па нема да сум вечно млада пред се, меѓутоа и сега сум се позафатена со многу обврски, нели, и во врска со педагогијата. Па нели кога некогаш не можам некаде да настапам, најдоброто решение можеби е да предложам некој пианист кој што јас сум го тренирала.
И од тука се радувам што веќе можам и да носам студенти со мене на патувањата. По патувањето во Порто се враќам во Австрија, имено јас веќе си предавам на универзитетот, меѓутоа имаат една традиција за инаугуративно предавање. Така да тоа е еден вид на отворено предавање каде што доаѓаат и најголемиот дел студенти и колегите. Тоа е една мала убава свеченост на универзитетот. На крајот на мај ќе го одржам тоа инаугуративно предавање. Потоа ќе свирам и во Швајцарија, ќе свирам и во Белгија. Потоа повторно ќе одам за Португалија во септември, каде што планот е да изведам и неколку дела од македонски композитори, па ќе одам во Белград да свирам рецитал, исто планот е да изведам неколку македонски композитори. Па ме чека настап во Австрија на крајот од годината, во Гент на почеток на следната година, април, значи за една година од денес ќе сум во Осло. Ме чека на вистина интересна година, да се надевам дека летниот период или барем до крајот на 2025 година, таков е планот, дека ќе свирам и во Скопје и во Охрид со две мои многу драги колешки. Така да ме чека убава исполната година. Ова нели накратко на памет агендата. Да, Ана, навистина многу богата агенда, исполнета година. Се надам дека ќе имаме повторно можност да си направиме еден фин разговор пред овие настапи кои што ги најавуваш за во Скопје и за во Охрид, и дека ќе има можност и македонската публика да ужива во она што го свири токму Ана. Ке ти се заблагодарам за одвоеното време и ти посакувам уште многу успеси во иднина, да останеш таква како што си, несебично да го делиш своето знаење со студентите и секако да го пренесуваш она што ти сама го истражуваш и го дознаваш. Ви благодарам многу за убавото интервју, за убавиот разговор. Поздрав уште еднаш до Алфа телевизија и сите гледачи.